По години чекање Кочани е на чекор да добие дом за стари лица. Проектот досега постоеше само на хартија и беше дел од речиси сите изборни ветувања, а сега влегува во завршна фаза на подготовка. Домот ќе има 141 кревет и ќе се гради во кругот на поранешната касарна. Ќе биде современ центар за социјална и здравствена грижа на граѓаните од третата доба. Неговата изградба ќе чини 226 милиони денари, средства обезбедени од унгарскиот кредит. Од општина Кочани велат дека по отварањето на понудите ќе следи избор за најповолен изведувач, пошто конечно ќе започне реализацијата на еден од најзначајните социјални проекти во регионот. На 15 јануари ги отворивме понудите. За моментот имаме 5 понуди. Во текот на наредната недела ќе се разгледуваат документацијски сите понуди и ќе се постави негативна аукција, тоест ќе се оди на намалување на цените за изведбата на старечкиот дом во Кочани. Работите со изградбата на домовите за стари лица во државата конечно тргнаа од место. Во Кавадарци веќе е потпишан договор за изградба. Во Пробиштип има проект, но треба да се ревидира. Во Штип се прават напори карабината на идниот дом за стари лица да се легализира. Поради имотно-правни пречки, објектот се води како дивоградба и изградбата е стопирана повеќе од 10 години. Дека приоритет на ресорното министерство откочувањето на процесот, уште на самиот почеток од годината посочи заменик министерот за социјала при неговата посета на Карбинци. Треба првин да се разрешат тие правни елементи кои што не зависат од нас, нели, како министерство во делот на финансирањето и поддршката. Со началникот ќе разговарам уште еднашка, се што е во негова моќ да може да се направи за да се одлови овој процес, да можеме и да го продолжиме понатака процесот како министерство, нели, како влада, да го поддржиме и до изградбата на овој проект. Единствениот дом за стари лица во источниот регион е во Берово и има капацитет да прими 67 граѓани од третата доба. Со оглед на тоа што нема друг дом, листата на чекање е голема.